добро дојдовте во уште едно издание на подкастите или серијалот на подкасти наречени како Тивка врева, во кој што вревиме не така тивко, веќе 5, 6, 7 изданија зад нас и веќе ефектот почнува да се чувствува и се надам дека ќе отвориме нови содржини, нови теми за кои што не се зборува многу гласно, а ќе станат поприсутни, ќе се зборува се погласно и погласно. Начнавме многу теми, завршивме многу теми, но имаме уште еден куп теми кои што треба да ги отвориме, за кои што ќе разговараме. Денеска во ово издание на Тивка врева ги имаме Тијана Ивановска, се надам дека нема погрешам нешто, психолог, дипломиран, како беше? Лиценциран психотерапевт. Лиценциран психотерапевт, меѓутоа рече дека имаш уште една магистратура на тема Човечки ресурси. човечки ресурси. Тоа е она HR, што не можам ни запамтам, оние некои нови звања кои што ако тргнеме мислам дека Моментално сум и на докторски на безбедност, ама да не те збунам поише. Види, имаше една ајде со мала шега да почнеме веднаш. Имаше една ситуација во која што бев на суд за сообраќајен прекршок и ме прашува судиката: Петар Младеновски, така што сте по професија? Викам радиоводител. Добро, не, ама инаку сум викам дипломиран русист филолог, славист. Аха, добро, инаку сум музичар. И ме гледа вака, вика: дечко, ај реши се што си, знаеш. Така што има луѓе што се така, сестрани што се вика и си завршуваат одредени периоди од животот со соодветно образование. Ксенија Николова, единствената која што, ајде како да те најавам сега, писателка, инфлуенсерка и дел од така нареченото здружение, односно невладино движење и организација наречено Better Woman, Better World. Тоа Петер, сега да не го сватиме погрешно, подобри жени ќе го преведеме, да, подобар свет. Не знам дали има Петер жени, меѓутоа подобри жени. Шега на страна, се работи за морам да кажам дека единствената гостинка во серијалот која што ми се практично веќе ми била гостинка во еден друг серијал на подкасти, меѓутоа не може да помине ова без неа затоа што е доста упатена во она за што ќе зборуваме денеска, а ќе зборуваме за една интересна тема. Па мислам дека две теми ќе опфатиме, малку и од феминизмот ќе опфатиме, а малку и за она што се нарекува сексизам, за кое што пак ќе кажам дека вашиот водител можеби не е неупатен, па мора доста да чита пред да го започне секој издание на Тивка врева, бидејќи мислиме дека знаеме некои работи, меѓутоа на крај испаѓа како беше она позната филозофска. Јас знам дека ништо не знам на крајот. Така што се образуваме и се информираме цел живот. Сенија сакав на старт да те прашам што е всушност Better Woman, Better World? Ние започнавме како невладина организација, така ја започнавме нашата приказна. Јас од секогаш сум била некој кој е инспириран од жените и преку се што правам и преку романите, жената е некако централна инспирација на моите приказни. Така имав една идеја да го продолжам тоа мое действие и општествено и да изградам една женска организација преку која ќе може да се зајакнуваат, накратко кажано, жените и девојките не само во Македонија, туку и интернационално. Ние работиме интернационално со цел да изградиме една мрежа каде што жените и девојките ќе се запознаваат меѓусебно, но и ќе наоѓаат поддршка на разни теми со кои сите ние сме засегнати. Чекай, ова на твоја иницијатива практично? Да, не е некоја мрежа, да речем? Не, јас сум основач на таа невладина организација и оттаму тргна се, почнавме да ја плетеме прекасната, ни се приклучија соработнички партнери од други земји, почнавме да реализираме проекти, веќе 3 години активно постоиме, работиме и растеме. Каков тип на проекти? Да споменеме некои? Ние правиме доста многу работилници, повеќето од нив се онлайн, но имаме и нешто што го правиме во живо. Сега баш завршивме еден буткамп кој што носеше наслов Empower You и траеше 3 дена. И беше едно 3-дневно дружење каде што жените и девојките се стекнуваа со soft и hard skills, но притежно беше soft skills како самодоверба, надминување на стравот од зборување во јавност, презентацијски вештини, нетворкинг вештини и преку некои практични игри, примери и наши лични и професионални искуства, направивме една програма која што беше малце поразлична од она што досега тие го искусиле и супер заокруживме едно 3-дневно дружење кое верувам дека им беше доста корисно. Сега имаме некоја замисла тоа да го правиме и во Бугарија, затоа што пред некое време добивме партнер организација женска, повеќе ориентирана кон бизнис жени во Софија.
И сакаме да докажеме дека ете каде што некои други луѓе градат ѕидови, жените градат мостови. Тоа сега да ти кажам, каде не може политиката, Така е. ќе треба И некој- дека зајакнувањето ги надминува сите предрасуди и стереотипи и дека жените можат да видат само бенефит од тоа да се вмрежуваат една со друга и регионално, нели, интернационално. Браво и секоја чест. Ти ни доаѓаш од некоја конференција или што и да беше тоа сега, семинар некој. Да, ја доаѓам од и Society. Ти рече дека обичаено не си вака облечена. Да, не Повеќе сум си вака casual тип облечена на- вообичаено. Јас имам една вредност која што ја негувам дека облеката треба пред се да биде удобна. Така што кога бирам што да облечам за бајле, тоа ми е првата, да кажам, премиса. Што ми е удобно за денеска. Добро и во мериот кога влегуваш мора малце така да си. Ја имав некој настав во Мора петок, прв малце. пат облеков во дело. После не знам колку време сватив колку одамна не сум облекол, потоа што не дов маска внатре. Значи негде 2021 или Значи 20. 2-3 години подени поминала. Добро, девојки, еве да отвориме на интересна тема сексизам, искрено да ви кажам, сексизам и тоа веднаш некако се поврзува со така наречената полова дискриминација. Искрено сум го слушал терминот, сум го слушал таа некоја дефиниција што е сексизам, што е сексистички напад или знаеш она често во некоја расправа или прво некој дофрлања ќе чуеш ова е сексистички напад или момент, меѓутоа не ми беше баш јасно до крај. И сега прочитав дека и не знам зошто е така, мора ли да биде само напад кон жените или може не знам, доста често во овие неколку изданија на Тивка Врева зборуваме доаѓаме до ситуација да зборуваме и на крајот и за тоа и колку машките со друга страна, па и во некои ситуации да речеме во подредена улога, не се зборува многу често, за тоа имаме некоја емисија за машкото ментално здравје, па тука тројца бевме присутни, имавме психолог, мојот пријател и колега од музичкиот свет Љолес и на крај се плакав вака јавно, мислам, условно кажано, што се ни фали и колку сме. Што е сексизам? Како го доживувате вие? Еве, ајде тие да тргнеме. Како ќе го објасни? Па сексизмот е една општествена појава, да кажеме, која што најмногу опфаќа било каков тип на дискриминација на полова основа. Значи, сексизмот не се однесува само на жените, може да се однесува и на мажите. Меѓутоа, често пати ова е чест аргумент, например, кога маж ја води дискусијата и често пати зборува од позиција на мажите, па добро, не мора само жените да се дискриминирани, па и ние маживе сме дискриминирани. Всушност тоа е фундаментот на сексизмот, дека едно патриархатско уредување општествено не носи среќа и задоволство ни на едните ни на другите. И токму и затоа се појавени тие општествени движења за да креираат една поудобна средина за двата пола. Меѓутоа, за да можеме ние да го сватиме фундаментално сексизмот насочен кон жените, пред се треба да се застанеме во кожата на една жена. Например, ти како маж, да кажеме, често пати го зборувам со мажи, не можеш да ја разбереш дискриминацијата ако ја размислуваш оваа тема како маж. Затоа што типот на дискриминации кој што се однесува на жените е многу различен од оној кој што се однесува на мажите. Исто како што јас како жена не можам да ги разберам дискриминациите кон мажите ако не се ставам во кожа на маж. А не можеш. Па види, можам емпатски. Знаеш, кога доаѓа маж, на своја кожа мислам дека е друго. Кога доаѓа маж да работи кај мене психотерапија, например, јас ако стојам на место на жена и го слушам како жена, не можам да разберам што го боли него. Знаеш, така да тоа е таа сензитизација и сензибилизација која што ние ја збориме на овие теми. Значи, како ние како општество да се сензибилизираме со тоа што нас не допира. Инаку можеме ние сосема окей да си функционираме со стереотипи што не се однесуваат на нас, нели? Јас сум бела жена, баш ми е гајле таму некој што стереотипизира жени од друга боја, нели? Може да биде и по дискриминација по боја на кожа. Или јас сум една религија, таму некој дискриминира некоја друга религија, па баш ми е гајле. Но ако јас застанам на место каде што влегувам во кожата на тој некој друг, само тогаш можам да се сензибилизирам за што таа личност преживува и како се чувствува. Така да ова би било од некое мое согледување за сексизмот и општо генерално за дискриминацијата како појава. Добро, затоа што тука пишува во некои дефиниции вели поимот сексизам обично се поврзува со негативните настроенија кон жената, па затоа тргнав и со таква некоја да речеме, не знам сега, маж да се пожали на сексистички напад, дали се случува
често или каде, меѓутоа може би има. Ти како го доживаш ова? Како појава? Секако ова е една глобална појава и секој пат кога влегувам во дискусија со маж за сексизмот и за дискриминацијата по основа на тоа дека сме жени, секогаш го добивам он аргумент, но и ние го искусуваме истото од друга. Секако дека е тоа така, никој тоа не го оспорува, но ајде да зборуваме за нешто што е реално позачестено, поголемо и опфаќа поголем број на жени широм светот. Значи, жените се се уште помалку платени од мажите. Жените се уште заробенички на патриархатот и на општествените стереотипи во многу земји. Жените се уште немаат право на легален и безбеден абортус. Жените се уште немаат право да пријават било каков тип на насилство и некој да им помогне во многу земји. Тоа се препорачува да не се прави затоа што е залудно, нели, воопшто да пријавуваш. Така што тоа се некои работи со кои жената се соочува на секојдневно ниво во приватниот и професионалниот свет. Не кажуваме дека мажот нема свои предизвици, но ние овде разговараме за нешто што е многу по-застапено, многу поголем проблем кој се развива со годините и се чини дека се решава поради вакви разговори, поради сите иницијативи, но се уште во многу земји, па и во нашата, неколку работи што набројав се застапени и тоа како и треба да се зборува на глас отворено без да чувствуваме дека некој друг се чувствува засегнат затоа што и тој поминува низ истото. Секако дека да, ние тоа не го негираме, но ајде да зборуваме за ова каде што навистина сме најпотребни и каде што се застигнати огромен број на жени широм светот. Овде веќе го отворивме неколку пати она поврзано со насилството врз жените и семејното насилство. Да. И тука ностоп се отвара некако една иста тема и прашање колку имаме казнивоста, знаеш, и колку го имаме реакцијата во системот воопшто. Како е вашиот впечаток? Дали во општество во кое што ние живееме во Македонија имаме реакција во вакви случаи, значи при напад, не знам, вербални, дали се тоа, дали се физички, дали се семено насилство, го споминавме пред некоја емисија, не знам која тема беше точно, веќе поминавме доста, меѓутоа на убиство кој што се случи во Кратово пред Фемицид. Како? Фемицид се вика. Така, меѓутоа дали не навремено реагирано, очигледно не е навремено реагирано, не сум жената пријавувала не знам колку стотици пати, па нема реакција. Кои се вашите коментари околу ова? Каде се движиме ние како општество? Јас работам паралелно и како психолог во анонимен шелтер за жени жртви на насилство. Така што оваа тематика ми е многу блиска. Често пати сум, да кажеме, во секојдневие ми се жени жртви на насилство. И често пати сум била присутна на многу случаи каде што имало, да кажеме, ваква појава. И секогаш, верувајте, аргументот во дискусиите, ние имаме закони. Значи, ние имаме закони, и тоа е факт, меѓутоа тие закони стојат само во кривичниот законник. А формално? Значи, вие, за да осудите било кого за полов напад, прво тоа е на таква тешка процедура, каде што во процесот не двојна, не тројна, 100-кратна виктимизација се случува на жената. Значи, пазите, сега жената треба да се докажува на институциите, дека тоа стварно се случило. Сега, кога ќе се случи меѓу двајца, како може тоа да се докаже? Освен преку лично кажување. Значи, вие многу тешко можете да обезбедите материјален закон, или треба женава доказ, или треба женава да чека онда ја претепа, за да приложи модрици и државата да рече да, стварно те тепаше. Така да, ние имаме генерален национален проблем со неказнивост. Правосудниот систем, генерално процедурата е дека ако една жена, например, се јави во полиција и пријави семејно насилство, мора да дојде полициска патрола директно на лице место и да интервенира. Полициските службеници имаат право, доколку установат дека навистина постои опасност, да ја повлечат жртвата во станица и потоа Министерството мора да отвори предмет во рок од 48 часа. Значи, тоа е нешто кое што мора, тоа го вика процедурата. И за предметот се отвара. Тоа е вистина. Ја повторно ќе кажам, ние не сме најлошата држава во светот. Има и многу полоши држави.
А меѓутоа, после тие 48 часа тука почнува голготата. Затоа што, например, жртвата може да добие некој одреден, да кажеме, шелтер, да биде сместена, и жената и децата, може да ги земат и децата со нив заедно. Мислам, они може да добијат некое сместување, например, што би траело помеѓу 1 и 6 месеци, 7 месеци, 8 месеци, да добијат нешто ситно помош од општината, од државата, да добијат помош при вработување и така натака, да добијат една генерална поддршка да некако почнат нова страница. Меѓутоа, правниот систем не ги заштитува од понатамошни дејствија на насилникот. Заради тоа што прво вие насилникот ќе пријавите у полиција, а вие му давате отпор на насилникот. И сега што очекуваме ние, дека насилникот ќе рече леле, јас се уплашив и сега веќе нема да ја гонам женава, она е опасна за мене. Не. Насилникот вика, јас сега ќе ти вратам. Дали ќе ти вратам се или ќе ти вратам после година дена, ја ќе ти вратам. Или ќе те демнам, или ќе те пратам, може да те убијам. Знаеш, зависи, ние не знаеме каква структура седи спроти нас од другата страна. Може да е нарцистична личност, може да е гранично раствојство, може да е психопатска структура со јака агресивна црта. За ова дури има многу интересна серија на Netflix, My Ex is a Monster се вика, каде што баш разгледуваат случаи, кейсови на семено насилство во кое што има жртви по живот. Значи има смртни случаи. И сега законодавството никако не ја штити самата жена. Мој личен предлог беше, например, жената да има можност да си ги смени личните податоци. Да смени име, да смени презиме на деца, да смени име на деца, да смени адреса. Значи за секогаш да си изгуби траг. Заради тоа што ние не знаеме колку таа личност ќе ја прати и ќе ја демне. И кремот на се е дека најчесто они завршуваат со некои брзи мерки од типот на забрана за приближување од 150 метра или од 500 метра. Добро, окей. Тие брзи мерки не траат вечно. И таа забрана ќе помине, колку ќе биде 3 до 6 месеци, еве нека и 1 година. Што правиме после? Значи, после тоа, предметот може тука да застане. Сега, евентуално, ако во тие моменти има пристап од страна на насилникот, па онда може да се отвори, да кажеме, некој посериозен случај да заврши со затворска казна, меѓутоа тие затворски казни за полов напад се многу мали. Значи, колку се година дена, 2 години во затворска установа. И сега тука па се отвара друго прашање за ресоциализација, колку се ресоциализираат затворениците, колку он кој ќе излезе од затвор ќе ја заборави неа или ќе продолжи со одмаздата. Така што ова е еден многу голем системски проблем. Како ќе го решиме? Тешко. Или е процес. Се издишак се. Еве го решаваме и ова е значи чекор. Знаеш како имам впечаток дека се работат бројни проекти, работилници, не знам, иницијативи, курсеви и така натаму. И не само во овој спектар, и во другите, некако не доаѓаме до резултати на терен, знаеш. Дали не знам дали го имате тоа чувство. И некако знаеш, и ги насочуваме и органите кои треба да казнуваат и не знам, се фрлаат и огромни пари, не ги познам сите проекти, меѓутоа нели од Европска унија и од вамо и од таму, а некако резултатите на терен не ги гледаме и во однос на спроведување на закони, почитување на истите, судските процеси, казнивост и така натаму. Јас сведочам нешто поинакво, ние работиме пак малку отидовме може подалеку, меѓутоа пак е на оваа поврзано со. Од другата страна, нели она што можеме да го направиме како организација и јас како некој кој има нели глас во општеството. Јас баш и последниот мој роман се сведува на приказна за 4 жени кои што остануваат во своите бракови покрај се што се случува во тие бракови, сакајќи да потенцирам дека не постои совршена жртва, ниту пак постои совршен злосторник и дека не е тоа така едноставно, затоа што многу пати се доаѓаме на прашањето зошто жртвата веднаш не пријавила, зошто жртвата повторно се вратила кај злосторникот или зошто жртвата толку години молчала, трпела па на крај направила нешто. Од случаите ќе видиме дека тоа е еден процес кој што трае и знае да се враќа назад и напред, токму поради тоа што не е едноставно да се освести што се случува. Многу жртви не знаат дека се жртви
одредено време, да го прифатиш тоа, а потоа и да го комуницираш и да бараш помош, па да ја добиеш, а ако системски ја немаш, тогаш е уште потешко. Јас сакам само да напоменам една работа и ние како организација, јас сум била во контакт со една наша организација која навистина многу им помага на жените жртви од насилство. И сакам да напоменам дека и жените кои што се странци во Македонија имаат уште поголеми потешкоти затоа што ако имаат и деца, системот па никако не ги заштитува и тие на крај немаат буквално избор ако сакаат да си заминат од државата и да си ги земат децата, затоа што сакаат да се спасат и себе си и децата, државата, односно системот многу ги кочи. Како некој, мојата мајка е била странец во Македонија и знам колку е тешко да се интегрираш во еден систем, а замисли да поминуваш низ нешто такво и системот да те турка назад на местото. Сакаш да кажеш дека нашиот систем има поинакви правила и закони за странски државјани? Многу е потешко, многу е потешко и баш имавме многу случаи кои што одблиску ги дискутиравме и ги гледавме и навистина е многу страшно да се сведочи што се тие жени преживуваат за да останат покрај своите деца, издржуваат затоа што немаат избор, затоа што немаат начин како да помогнат од местото на злосторството, туку повторно се враќаат таму каде што злосторството се случува од тие причини. Така што и тие се многу дискриминирани на голем начин и тоа треба да го спомнеме, затоа што веќе живееме во едно глобално време каде што сите се преместуваме во други земји, се селиме и замислете вие да дојдете во една земја и да се надевате на еден убав живот, да ви се случи нешто такво и да не наоѓате поддршка ниту разбирање, туку да едноставно наоѓате на еден зид и да морате да се враќате таму каде што за вас може да ве чини и живот. Тука несомнено треба да ги поврземе и директно и стои кон темава оној момент на стереотипи. Знаеш, ке кажеме балкански стереотипи и слично, меѓутоа стереотипите мислам дека сега да ги има тој тип и баш тоа сега да ве прашам, што се кога станува збор за таа некоја, ајде да кажеме, родова стереотипност и напади, навреди поврзани со кон жените од тие причини, кои се најчести, да речеме, сексистички моменти на напад или на навреди? Кој ќе ми каже некој сексизам се случува, односно сексистички напад, вообичаено го поврзувам со, не знам, довикување или непристојни понуди или не знам, на работно место навреди. Што се опфаќа овој спектар на сексистички напади? Види, јас мислам дека многу е длабока темата, за да можеме да дадеме обични мали примери, затоа што посебно па и фидбекот што го слушам секој дневие е као ајбе на вас жените све ви е дадено, што сакате сега поише од еднаквост, ако сакате еднаквост, земете сменете си јалица, цепете дрва, не знам што и такви коментари. Меѓутоа повторно она што мене ми е најзначено кога зборувам на оваа тема е да се напомене историјата. Значи, низ историјата жените секогаш биле пол од втор ред. И тоа се трансгенерацијски искуства, кои што како такви ние можда да сме ги промениле во дадена мера, меѓутоа ние сме далеко од еднаквост. Затоа што вие прво погледнете во нашата држава, на себе служувалка имавме ставено еден пост, среќен 8 март, со една жена градоначалник на Скопје у историја на Скопје и една жена претседател у историја на Македонија. И вие кога ги видите раководните позиции, еве да трнеме само од јавна администрација. Што мислите, што има повеќе жени или мажи? Повеќе мажи. Јасно. Сега, ајде да трнеме од тоа дека ние не треба да вработуваме на база на пол, нели? Тоа не би било правилно, тоа би било дискриминација према мажите, да некој се вработи пошто е жена. Меѓутоа, ајде да ги видиме ние условите за образование на жените и на мажите. Значи, како растеме ние мажи, како растеме жени? Девојчиња да си играат со кујна, со мали машинчиња за перење, со барбиги кои што ги облекуваат и пресоблекуваат. Маживе ги воспитуваме на вистински животни алатки техники, нели? Ајде, синко, да ти покажам како се цепат дрва. Така да, ние уште во старт со децава практикуваме различни родителски стилови.
И сега ние не можеме да очекуваме зошто најдобриот шахист во светот е маж. Заради тоа што кога девојче ќе покаже вештина за шах, не ја ни пуштаат да вежба. А кога маж ќе покаже, кога машко дете ќе покаже вештина за шах, супер синко, ајде ќе те носам се на курс по шах. Така да, ние прво не овозможуваме исти услови за да можеме ние да збориме за потенцијална еднаквост и дека жениве нешто интелектуално биле послаби од мажите. Не се интелектуално послаби, туку едноставно немаат еднакви можности. Немаме еднакви можности за образование и ние не смееме, значи на оваа маса на која што седиме ја и Ксенија, ние застапуваме тука привилегирани жени. Ние сме две бели образовани жени кои што колку толку имале некаква можност во животот. Ние не сме пример овде. Пример се 1/3 жени во светот што се неписмени. Значи, замислете вие, од целиот свет, 1/3 од жените се неписмени. Што збориме ние понатаму? Веројатно Жените не зборуваме можат... за оној така наречен трет свет, ајде да речеме Индија. Не Па знам. да, Саудиска Аравија, Африка. збориме за многу големи држави, каде што имаме висок процент на неписмено женско население, значи таа жена не може да си ги прочита собствените права. Не знае кои се правата. Она верува во тоа што некој друг ќе го каже, кој што е најчесто мажот. Затоа што кој друг не може да ја каже. Она влегува во брачна заедница, семејството тотално ја отуѓува. Од тука натака незиниот поглед кон светот зависи од брачниот партнер, не што го одбрала, него што и се паднал. Да. Далото. И се ако се паднал некој маж кој што е малку по-сензибилизиран, па да и даде некој простор за омоќување, онда супер. Ама тоа се 5% од популацијата од тие жени. Најчесто ќе се падне некој маж кој што исто така патриархатот го воспитал да биде дома джелат. И тука завршува секоја било каква надеж за некој пристоен живот. Значи ние не зборуваме за луксуз, не зборуваме за пристоен живот. Значи зборуваме за основни права. Ние во Скопје живееме во интелектуален меур. Ние генерално да кажам што сме дел од таа некоја ајде интелектуална заедница, мене тоа ништо лично не ми значи, не се сметам за привилегирана, меѓутоа ние сега можеме тука да збориме дека ајде жениве почнале да добиваат малце повисоки плати, па дека во IT секторот на пример нема поделба. Нема, ама IT секторот е многу мал процент од сите сектори. Погледнете кројачката индустрија. Да, или шивачката. Или шивачката индустрија, погледнете го кулинарството. Имаше дури реакции во време на корона кога беа, дали се сеќавате, кога беа послободени од сите додека ние музичарите седелме по дома. Знаеш, Цели конфекции работеа со по 300-400 жени, па имаше тука еден тивок бунт, па тоа го снема некако. таму има ли А само жени. полова еднаквост? Па нема полова еднаквост. Ај видете ги наставничките. Така е. Ај видете ги, пример, во еден ресторан во просек, што има повеќе келнерки или келнери? И дали има повеќе шефови на кујна? Добро, тоа е веќе друг проблем, тоа Знаеш, веќе снемува работна сила, така што Види, тоа е точно. Меѓутоа, ја многу ми е интересно кога ќе прочитам оглас за работна позиција салатерка. Значи не бараме ние салатер, него бараме салатерка. Значи да е женско салатерка. Така да, тоа тие стереотипи ми се многу чудни затоа што мажите се покажале како добри кувари или било што, не знам зашто би барал некој жена или готвачка, нели, кога се бара, готвачка или салатерка. Тоа не можам да го. тоа е стереотип. Тоа е стереотип, да. Иако морам да ти кажам, ги слушав твоите коментари, знаеш, ја немам таков впечаток дека за одредени области сме така поделени. Мислам, во однос на шахот сега имаш некои иницијативи, баш знам и во општина центар имаше на територија на град Скопје, во кој што мислам дека тука немаше некои, да речеме, полови, како да речеме, предности во однос на едни или други. Можеше се Да, во Скопје. Во Скопје. Да, Скопје е колкав процент од жителите на Македонија. Например, е да запалиме се кола и да прошетаме што се случува низ другите градови, пошто Скопје не е слика за Македонија. Не. Иако третина од населението живее тука. Да појдеме во помалите градови да видиме како тие жени живеат. Знаеш, па за руралниве средини, па таму да не зборам. Така да затоа викам, идејата е да ние излеземе од собствениот меур на комфор, за да можеме да разбереме што се случува. Мене ми е многу лесно да зборам, моето ментално здравје е супер. Знаеш, луѓето, ако гледам не става призма, ќе речам, па добро, луѓето немаат проблем со менталното здравје. Ама ако ја не се симнам во тие што имаат проблем и не погледнам, нема никош да разберам.
си нешто да направиме за да дознаеме што се случува, какви механизми да изградиме, да речеме. Па ете, дел од тој нетворкинг момент е и да ја подигнеме свеста за овие прашања и да зборуваме. Јас затоа многу верувам во мрежувањето интернационално, затоа што нели светот е насекаде и многу ме иритира на пример кога жени што живеат да речеме во Америка, во Калифорнија, каде што да речеме ете веќе правата на жената може би се понапред, имаме многу жени кои што се на CEO позиции, многу жени кои што се водечка улога во една компанија и тие велат, да, борбата заврши, сега имаме се што ни е потребно. Да, може би во твојот круг, нели, но оваа борба е глобална и треба да се размислува надвор од граница. Тоа се случува кога, како што спомнавме Меур, нели, кога живееш само во една твоја кутија и не согледуваш што се случува надвор од неа. Она кое што можеме да го правиме дефинитивно да зборуваме гласно за овие работи. Мислам, мене ми се покажало дека кога се менува свеста на самата жена за овие прашања, правиме голем чекор напред, затоа што таа веќе се придобива алатки кои што и служат да понатаму во животот, нели, не може ништо да се смени преку ноќ, но таа може со тие алатки да се послужи да ги надмине тие предизвици на полесен начин за неа и да создаде можности за себе кои што се поголеми, но и да ги инспирира другите жени во својот круг да го направат истото. Тоа е еден домино ефект. Оној стереотип кој што за мене најчесто го гледаме и го зборуваме многу често во нашата организација е неподелбата на приватниот и професионалниот живот на една жена, односно, нели, она што се смета дека е професионален успех, секогаш се препишува на некои нејзини приватни избори, а никогаш истото не се прави за еден маж. Многу е често да признаеме успех на една жена и да го отделиме нејзиниот приватен живот од тоа и да сватиме дека едното со другото се две различни сфери од нејзиниот живот, дека таа е во приватниот живот едно нешто, а во професионалниот живот може да биде нешто сосема друго. Како упорно... Таму ли излезе она за секој успешен маж, тој успешна жена или обратно беше, како беше? Да, тоа е една фраза, па после таа се адаптираше и се менуваше на 300 начини. Но сакам да кажам дека ето тоа е моментот на феминизмот, да се вреднуваат животните избори на мажот и на жената на еднаков начин. Нели, ако еден маж решил да живее на еден начин приватно, никој не ја прашува неговата професионалност и неговата вештина во професионалниот свет, а додека една жена се одлучила да живее на еден начин приватно, тогаш седи тоа и се препишува и ја влече во се што прави. Тоа е така, тоа е факт. Јас тоа сум го почувствувала на своја кожа. Кога тие две работи ќе ги одделиме и кога ќе сватиме дека изборот на мажот и на изборот на жената треба да бидат вреднувани еднакво, тоа е феминизмот. Ние не можеме да се мериме по физичка сила. Ние, нели, природно не сме исти. Такви сме создадени. Природата такви не создала. Но нашите избори, нашиот начин на кој одбираме да живееме мора да биде вреднуван исто. Само тогаш ќе зборуваме за некаква еднаквост, се останато е според мене заблуда. И тоа би бил процес веројатно за да дојдеме до тоа ниво, кој што барем во овакви традиционални средини како што сме ние, мислам дека ќе потрае. Мислам дека и самите држави не се свесни. Па не, цело време зборуваме за тоа, дајте да зборуваме гласно, знаеш, треба да видиме конкретни, не знам, дури во овој сериал чувме некои конкретни идеи, да речеме. Да. Што излега вака од мовет, меѓутоа не знам, веројатно се тоа што би било, например, серија на закони во кои што би се, не знам, почитувала улогата на жената или би била повеќе заштитена или би имала рамноправен третман при вработување или да се сменат сите тие, не знам, огласи кои што се огласуваат, со кои што се бара работничка, да биде тоа еден општ термин работници или слично, салатери. Добро, сега како му даде тоа, па машки род на крај испаѓа. Ајде види, и немаш женска именка за психолог, например. Психолошка. Не би звучало, да. Знаеш, јас сум психолог, Жена Тијана докторка Ивановска. имаме, додуше, меѓутоа... Докторка имаме, ма немаме на сите Да. професии. Да, нема. Јас како јазничар се замислив,
добар дел од термините не можеш да ги Не дека именуваш не во можеш, женски туку род. не е во практика. Не е во практика. Па може Инаку би тоа треба да можеш. се смени во Да. во јазикот, во речникот да речеме. Може би таква една иницијатива е потребна. Јас би почнала со сензибилизација и со едукација. Значи, ние можеме да почнеме од закони и од таму најчесто сме почнувале низ историјата. Ние ќе се сокриеме 20 експерти у канцеларија, ќе дадеме предлог закони, предлог измена на закони, Ама кај одите? ќе ги вметнеме во законникот, све тоа супер, ама во практика и во пракса тоа ништо не функционира. Значи, идејата е прво да се почне од најмалите, значи да се почне децата да се едуцираат и да се образуваат во една слободна средина каде што сами ќе ја бараат својата идентификација и се тука ќе морам ова да го дообјаснам затоа што сигурна сум дека ќе бидам погрешно сватана. Меѓутоа јас стојам на тоа дека секој човек треба да ја бара личната дефиниција за жена и за маж. Не морам јас да се сместувам во некои општествени шаблони дека ова мене ме прави жена. Значи, јас и денеска дојдов не на шминка, не сум лично љубител на шминка. Не сметам дека не треба жените да се шминкаат, апсолутно. Меѓутоа јас лично не се чувствувам удобно со шминка. Ја не се доживувам себе за помалку жена. Во мојата дефиниција за женственост, исто така имам и кратка коса. И тоа не сметам дека ме прави помалку жена или помалку женствена. Но тоа е мојата дефиниција за жена. Што ми е идејата да луѓето, особено децата, се сензибилизираат да не влегуваат во тие општествени стереотипи кои што ние сме ги креирале како општество низ историјата. Пошто тоа е коренот на сексизмот и тоа е коренот на половата дискриминација. Значи, ние сме ги наместиле, и ова го зборам од место на жена, повторно ќе кажам, за да може мажите да го разберат, е потребно да застанат, да се стават во чевлите на жените. Ние сме креирале едно доживување дека жената треба да биде објект на естетика и објект на воодушевување и објект на убавина. Тоа е темата за следната емисија. Делото и сликата за делото. И стереотипи поврзани се. Знаеш, Меѓутоа сето тоа е поврзано. и сето е поврзано, ама тоа е само за жените. Маживе не е битно како се облечени, за нив е окей. Женава мора да оди на ногти, да оди на фризер, да се нашминка, да депилација да плати, да биде тип-топ, за да кажеме оваа е убава жена. Знаеш. И се тоа у старт е погрешно, пошто пази, тоа биологијата не го налага. Нас мајка природа не ни рекла дека жените треба да вадат влакна. Прво, ја не сум радикална феминистка, меѓутоа ќе ти кажам дека влакната имаат своја улога на нашето тело. Заради тоа, например, кожата на жените не е посензитивна, туку ние ги вадиме влакната и немаме заштита. Знаеш, па онда жениве сме биле посклони кон дерматолошки нарушувања. Па немаме влакна, ги вадиме. Разбираш? Ете ти една проста стереотипизација. Значи, ајде да видиме што нас навистина не разликува како полови, а што ние сме си рекле едни на други дека не разликува. Пошто во голема мера никаде во биологијата не пишува дека жените треба да носат штикли. Знаеш, Само во овој момент мислам дека кај знаеш го кажуваме вака како да е тоа стереотип, меѓутоа мислам дека добар дел и самите жени си го прифаќаат како таков. Ја имам таков печаток, сега да не ме сватите па види, погрешно. ако на работното место ти кажат дека ти мораш да носиш сукња, што ти е изборот? Сакаш да кажеш дека ниедна жена, повеќето од жените не по свој избор ги прифаќаат сите тие естетски Длабоко промени. вкоренато у психата и у генерациите. Знаеш? Значи, тоа е културното наследство нас, тоа ни го налага, дека ја ако не сум дотерана, ја не се осеќам привлечно. Пази. Значи, ја можам да ти кажам дека од пракса, што мислиш, на самодоверба со кого работам повеќе, со мажи или со жени? Твоја предпоставка. Не можам да кажам денес веќе искрено. Мислам дека и ние мажите сме доста кревки. Мојата пракса, Секако како понежни, да речем, ајде, суштества покривки, сигурно и жените се поприсутни. Меѓутоа, не знам, мислам дека и мажите се доста. мојата пракса вика Кршни. дека ја со секоја, ама буквално со секоја жена работам на процес на омоќување. By the book. Не го носам јас тоа, само излегува. Знаеш, Тука се има еден друг момент. Мажите не сакаат да го покажуваат тоа. Исто повторно поврзано со стереотипите.
Ај вака да Цела го една емисија поставиме. отворивме за Само тоа. уште ова ќе го донесам и тука ќе завршам. Ова е една реченица од една моја многу драга колешка, која што е страшно многу ја почитувам, сега ќе си ја спомнам, сека Павлина Михајловска, она е психотерапевтка. Она еднаш ми рече, Тијана, разликата помеѓу мажите и жените е тоа што мажите осцилираат на скала на моќ. Мажот се чувствува помалку или повеќе моќен. А жените осцилираат на скала на немоќ. Жена се чувствува помалку или повеќе немоќна, што е фундаментална разлика. Маж крива паника кога се чувствува помалку моќен, не кога се чувствува немоќен. А жена се радува кога се чувствува помалку немоќна. Тоа е фундаментална разлика. Добро, не можам да влезам во чивлите сепак на жените за да го доживам ова и на моја кожа, меѓутоа можам да го гледам од страна. И тоа е таа разлика. Сте доживеале ли некогаш сексистички напади и колку низ животот? Посебно овака средина. Како не, апсолутно. Ова што го спомнавме е многу важно, затоа што Иптен се сложува, се сложувам. Тоа така треба да биде, индивидуализмот мора да постои. Жената апсолутно треба да одбере на кој начин ќе се облекува и како ќе изгледа. Тоа е основно право со кое ние се раѓаме. Тоа не ни го дава некој, туку ние го имаме тоа право од нашето раѓање. И треба тоа да се нормализира, и тоа е убавината на индивидуализмот, дека сите сме ние различни, и кога ќе видиш различности, се раѓа инспирација, се раѓа креативност, се раѓа размена идеи. Замисли да бидеме сите исти во море, на воено каде што сме сите исти, нема размена, затоа што сите сме исти. А инаку да, апсолутно сум доживеала, еве и во светот и на уметниците, на писателите, имаме нели женски писателки, односно нели женски и машки, имаме стереотипи за тоа кој за какви пишувања и приказни романи е способен. Исто и по начинот на кој изгледаш, по автоматизам се помислува на многу нешта, значи тоа е многу присутно и тоа многу жени го разговараат, дека им требало многу двојно повеќе време да се докажат дека се талентирани, дека се способни, без разлика на тоа како физички изгледаат и дали се жени или мажи. И се уште имаме стереотипи во светот на уметноста, не само во пишувањето, туку и во сите други професии. Јас сум го доживеала тоа на своја кожа. Многу сум, како да кажам, ми било важно да бидам гледана како уметник кој што е жена, да, меѓутоа јас пред се сум, нели, овде како уметник со некој свој глас, со некои свои работи што ме движат. Тоа не мора да бидат теми кои што ти гледајки ме мислиш дека би ме движеле, туку можеби нешто јас сосема друго, нели, во себе носам, но постои таа една фасада, една бариера која што треба луѓето да бидат доволно љубопитни, да ти дадат шанса да ја поминат, да ја поминеш и ти, и да пред се прочитаат нешто од тебе и се можеби изненадат за тоа што мислеле дека ќе биде тоа нешто сосем друго. Интересни се тие работи. Постои тоа и во светот на уметност. Како не постои, се ме потсети на она кај нас се употребува, знаеш, една фраза многу неблагородна и неблагодарна за некои што се, да речеме, во светот на актерството, да се жени. Не знам дали се слушнал. Бидејќи сум случајно или не мажна актерка. И знаеш како тоа порано имаше една девиза, таа е глумица, таа е. Тоа е. Знаеш, и тоа ден денеска постои. Да. И само слушам колку е вистина, колку не знам, не можам да потврдам или да негирам, меѓутоа само слушам за такви некои приказни во кои што, нели, не знам, улоги се доделуваат на тие актерки или на или без разлика од кој друг аспект на уметнички зборуваме, дали во писателските кругови, дали во музиката. Како не? Дека се услови да Како биде. Не знам дека актерката блиска до режисерот, да, секогаш е тој му разговор и сега Па и за манекенките. И за се. И за манекенките, да. И секогаш е жената централната причина и повод. Знаеш, она нема да добие добро улога ако не. Да. И уште нешто има интересно, па и приказните, односно сценаријата, книги, тоа се менува, драго ми е, што се пишува,
порано, нели, женските улоги беа сервилни улоги на машката улога, односно како помошник улога на централната главна улога на мажот, затоа што мажите беа 90% од режисерите беа мажи, па и сценаристи 90% беа мажи. И многу се Неретко во да. Холивуд ги имаме сите оние И многу се инциденти. зборуваше за тоа дека жената кога ќе наполни 40, да речеме, години во светот на актерството е преплашена затоа што смета дека незината кариера завршува затоа што не се пишуваат улоги за жени над 40 години. Тоа се менува и драго ми и ние сите што на некој начин придонесуваме, креираме, создаваме, правиме чекор напред во тоа, но замислете колку е тоа, колкав стрес е тоа за некој што го посветил целиот свој живот изучувајќи една уметност, креирајќи, давајќи се себе си, да бидеш жртва и мета на такви стереотипи и поделби, знаејќи дека ете затоа што си жена, твоето време тик-так, завршува многу побрзо. Биолошкиот Да, биолошкиот саат и тука низа уште други работи што можеби сакаш да ги направиш, а не си ги направил стравувајќи од многу други нешта. Да се надеваме дека ќе се променат овие нешта на подобро. Мислам некако во секоја емисија го говориме, го говориме, ама не знам како ќе биде во пракса. Ја пак ќе се вратам на директна, да кажем, ефикасност на целиот тој процес преку вакви некои, не знам, директни закони, не знам, предлози како тоа да се решава, не знам, број, не знам дали тоа сега регулирано. Постои ли она полова, да во однос на половата рамноправност, одреден број на жени во одредено предпријатие или нема такво нешто? Нешто преска го спомнавме тоа, на која основа, кој како се вработува, нели во оваа држава сепак дојдовме до еден момент на етничка како се тоа застапеност, така? Квота. Постои ли полова квота? Не сум запознат, чисто ве прашувам. Зависи каде, меѓутоа на пример Во државната администрација на избирачки листи имаш полова квота, треба да има една жена на тројца мажи. Значи, односно на двајца мажи да има една жена. Секое трето место да биде пополнато со жена. Значи нека да има сепак нешто. Знаеш, и сега знаеш па што прават партиите, тоа ми е фантастично смешно. Двајца мажи и една жена, двајца мажи и една жена. Знаеш, мора да е тоа. Колку да се пополни Да се запази правилото, ме разбираш? Као не сме да има жена, маж, жена, маж, знаеш? Да биде тоа на база на некоја кадарност, да речеме, или знаеш, инволвираност или активизам или што год. Него треба баш да биде како што е законот така. Така да, добро, тоа по таа формалност сме познати по тие дисфункционалност. дисфункционалност во сите сфери, да не тргнеме. Инаку праша за лична стереотипизација, ова е интересно, исто интересен аспект. Јас целиот мој живот сум љубител на видеоигри. И тоа ми е една пасија која што мал број луѓе ја знаат за мене. Што играш? Па играв долги години Hearthstone, сега малку играм Dota една година. И Мене непознато. да, Као тоа ми е непрофесионален хоби, геймер. нормално. Повторно ќе кажам, нема се може да има употреба и злоупотреба. Женско игра Dota. И сега тоа е стереотип со кој што јас верувам едно 15 години се среќавам. Значи ја не се сеќавам да сум се нашла во друштво на луѓе кои што играат некои игри, каде што не сум била единственото женско. Знаеш, и тука постои стереотипот дека женските не се добри геймерки. Знаеш, али пази, девојче која игра видео игра, тоа е проблем. Знаеш, како не седнува да чита книга, него си го троши времето на видео игра. Така да, иако кога погледнеш електронската сцена, на пример, Не, секако. али тоа важи за двата пола. Ја учам и да игра, иако не ја влече многу, ама мора и да чита. Знаеш, тоа важи за двата пола. Сите треба да читаме книги, тоа е убаво. Така е. Знаеш, а меѓутоа тоа не значи дека па ова видео игриве се ексклузивни само за машките. Знаеш, пошто па кај жените и кај девојчињата не постои ни култура на видео игри. Знаеш, не се ни стимулираат, пошто видео игрите имаат и бенефитарни, да кажам, корисни работи што може да се научат повторно ако се употребуваат, а не се злоупотребуваат. А меѓутоа, едноставно, не постои тоа, па дури и кога сум се запознавала со, да кажеме, нови познатства, нови другари кои што играат Dota, ева да кажеме,
Кога јас ке влизам во лобито како девојка, од мене се очекува полошо да играм од нив. Само затоа што сум девојка. Знаеш, Па не е само геймерството така, имаш ти фудбалерки кои што се така да одлични. Може да не шијат пола нас мажи, ама некако се доживува како знаеш, и тоа се наметна како тема зашто секогаш се помалку присутни во рекламите, зашто нема посетеност на ретко која, морам да признам бидејќи го следам фудбалот, академија како на Барселона, на ФК Барселона одвојува доста и од средствата од буџетот за развој на женски фудбал, и затоа и секоја година имаат најдобра фудбалерка на оние глобални награди за женско фудбалер или како да ги наречеме. И бидејќи одвојуваат многу средства и има цела една академија за женскиот фудбал. За женски, да. Кај другите фудбалски академии не е баш така, посебно па да не зборуваме за балканските. И тука од старта тоа беше женска лига, е тоа. А знаеш, не беше така, кај нас например женскиот ракомет беше многу популарен, сетете се од машкиот. Затоа што донесе успеси и тоа беше интересен феномен. Помалку беа посетени кога Кометол Ѓорѓе Петров стана првак. Женските надпреварили ЖРК Вардар кога играше, отколку машките. Значи тоа може да се смени ако работиме нистото, чисто како примери ги дадов. Сексизмот е една огромна тема, ја овие дефиниции не ги ни начнав. Поимот сексизам со што се поврзува теми еднаквост на половите, мислам дека нешто фативме тоа. Меѓутоа тука некако споено дојде и ова прашањето на феминизмот и што е всушност феминизмот. Слушам реално многу за тоа и слушам многу и реакции. Зошто кај нас се доживува феминизмот како нешто ти рече, ја не сум радикален феминизм, меѓутоа нели си имаш свои ставови, зошто кај нас има впечаток дека јавноста феминизмот го доживува токму така како нешто радикално. Затоа што сметам дека има многу Знаеш, она често го слушам, извини што те прекинувам, она ај тие феминисти веќе, знаеш, исто како не знам сега борци за права и заштита на животните и слично. Да. Зашто се стигматизира и зашто се доживува на тој начин? Има многу погрешни Или се работи за дефиниции поврзани со феминизмот, стереотипи кои немаат врска со суштината на феминизмот. Мислам, во разни дискусии забележувам дека постои една неинформираност на генерално на луѓето и го лепат феминизмот со нешто радикално, негативно, нешто што претерано, да речеме, а суштината е сосем поинаква. Накратко, јас веќе го спомнав низ разговорот, феминизмот поддржува да жените и мажите, изборите на жените и мажите и начинот на живот биде вреднуван еднакво. Тоа значи во превод дека жената треба да се нормализира да го живее својот живот онака како што ќе реши, во смисла доколку жената реши да биде кариеристка и да нема деца, тоа е окей. Доколку жената реши да биде, феминизмот го поздравува правото на личен избор. Значи, жената може да се однесува, облекува, идентификува, пронаоѓа во сето она што не ја движи и она што е не значајно, и да го живее својот живот онака како што таа решила, без да трпи стереотипи, општествени притисоци, стигми, закани, уцени од општеството, од институции и слично. Ние сме секако дека далеку од тоа. Се уште сме на некој почеток, можам да кажам, но сакам да напоменам дека никој овде не зборува, после тоа што гледам дека заблудата лежи таму, дека ние, жените и мажите, се исто. Нели, тоа исто го напоменав, жените и мажите не се исто, ние по природен пат не сме исто. Ние сме различни во многу аспекти, тоа е така, но нашиот избор, нашиот начин на живот треба да биде вреднуван исто, затоа што се раѓаме со тие права, тие не ни се дадени, не ни се заслужени. Или некој кој ќе ми каже, се ви дадовме што уште сакате, ништо не сте ни дале, ние со тоа се раѓаме, тоа е наше, нели, право што си го имаме, и се работи буквално за тоа. Тоа го вклучува и еднаквото плаќање во професионалниот свет,
еднаквото вреднување на трудот на жената и на мажот, заштитата на жената при личниот избор. Тоа го вклучува секако и правото на абортус, на безбеден и легален абортус, кој верували не или не. Мене е цела емисија. Да, така што сето тоа со што жената се уште се соочува, бори, и сето она што е се уште тука како предизвик е дел од феминизмот. И да напоменеме дека феминист може да биде еден маж, нели, кој што ја го поздравува се ова, ја поддржува жената, значи не се само жените феминистки. Туку некој кој што верува во ова движење, односно во ова, како да кажам, нешто што е основно право на едно човечко суштество, е исто така феминист. Така што не. Јас немав представа дека не отворив многу повеќе да прочитам искрено за феминизмот, дека постојат подобни на феминизмот на десетици, да речеме, делови, анархистички феминизам, екофеминизам, тој ми беше најдискутабилен. Како е поврзан феминизмот со екологијата, либерален феминизам, марксистички феминизам, психоаналитички феминизам, можеби тие да ги ни каже нешто повеќе за што е тоа. Лесбијски феминизам, сепаратистички феминизам, социјалистички феминизам, еовоманизам. Не успев ни да прочитам што е. Религиозен феминизам, христијански, исламски, еврејски феминизам. Искрено бев зачуден дека постои толкова поделба на вакви како да ги наречам, категории. Од категории на феминизмот, и ќе прочитам малку повеќе да разберам нешто тоа, бидејќи некои ми се вака да прв поглед доста чудни, не можам да ги разберам. Да. Од старт, веројатно нешто повеќе вие можеби знаете, меѓутоа морам да признам дека машката популација многу малку знае. Да. И знаеш онако и за сексизмот, кој ќе кажеш сексизм, тоа воопшто не да се употребува оние фрази, ова беше доста сексистички кога некој ќе те префрли, нели, на врз основа на твојот изглед или што и да е, и тоа го среќаваме тука, меѓутоа тоа е една цела сфера која што опфаќа, не можеме во овие колку веќе 50 на минути да го фатиме и да разговараме за сето, меѓутоа нешто барем мислам дека начнавме. Ова секој ми се го качам начнавме. Меѓутоа 50 минути до час е премалку и затоа верувам дека ќе има ајде работилници, и како били Ксенија ќе зборуваме гласно, ама мислам дека конечно доаѓа време да нешто конкретно да видиме во оваа држава. Не само за оваа тема, мислам дека па и многу зборуваме, малку се делува на терен што не зависи од нас, можеби и од нашите потреби, сваќања и она колку се бориме нешто да го доживуваме сите онака како што треба, меѓутоа да видиме конкретни резултати. Пред да ви се заблагодарам, не знам до која поента дојдовме, пак ќе се вратиме на она, не знам, секоја емисија до тоа доаѓам, до ефикасноста на системот, за имплементација, да речеме, на ваквите идеи и моменти, од рамноправноста на жената на работното место до не знам поголема казнивост на машкиот пол, како да го наречем сега. Не мора само да се гледа во казниво, знаеш, идејата е дека чисто пати... И резултати мислев, да. Знаеш како, ја не сум стручњак по феминизам, не сум експерт за оваа наука, јас повеќе можам да го носам од едно место на некој психолошки ефект од самото, да кажам, од самите општествени појави. Тоа е важно. Меѓутоа, оно што е многу значено мажите да го сватат е дека феминизмот е тука да им помогне на мажите, не да им одмогне. Затоа што и мажите имаат озбилни последици од ставањето на место на константна моќ и одговорност. Треба да си јак, треба да си силен, треба да си карпа, сите да ги држиш. Значи, ние, ако погледнеме во статистиката, ќе видиме многу страшни фрапантни бројки. Значи, прво, жените имаат подолг век на живот на светско ниво. Второ... И тука мажите ќе кажат, ете се жалите цело време. Да, тука мажите ќе кажат, па пошто не се со жена затоа. Меѓутоа, мажите се посклони кон кардиоваскуларни нарушувања. Мажите се посклони кон суицид. Значи, процентите одат во плюс кај мажите. Тоа значи дека нешто сериозно не функционира со патриархатот, пошто нас не е поинтата како експерти да ги избришаме мажите од планетата Земја или да не постојат или да правиме женска доминација. Туку идејата е да нема доминација. Затоа што секој пат кога ние одиме и сега ние го гледаме во радикален феминизам, ама тој е настанат поради радикални општества и во некои места е потребен. Што вие каде што имате радикална дискриминација,
мора да се појави радикален феминизам. Затоа што општеството е радикално. Кај нас општеството не е радикално и затоа ние не сме имале такви, да кажам, еклатантни примери на радикален феминизам, меѓутоа па е многу суптилен. И повторно е присутна дискриминацијата. И затоа ги правиме овие подкасти, затоа и работиме. Например, самиот процес на работа на омоќување на жените може да направи значајна разлика. Затоа што да, системот креира, да кажеме, големи разлики, меѓутоа и поетинецот прави разлики. Значи, и јас можам да направам разлика и верувам дека сум направила разлика со тоа што сум дала одреден пример на некоја жена дека, ета, може да се определи за образование, може да се определи за приватен бизнис, може да се определи за, да кажеме, одреден избор за кариера, да се омоќува, тоа што сум помогнала да се омоќи, но сум дала примери на многу мажи. Знаеш, затоа што во моето работење, например, ја првото прашање, ако носат некој релацијски проблем маже, првото прашање што ги прашуваме, дали знаеш ти како функционира женското тело, например. Пошто, рецимо, смрт за секој маж е ПМС-от на жената, нели? Тоа е стереотипот. Ние сме у ПМС, стануваме чудовишта. Сега, ја тука стално ги прашам мажите, дали знаеш ти што може да се случи кај твојата жена под влијание на хормонални промени? Се пази, образованиево не ги учи мажите. Знаеш, и сега он вика, ајде бега љута е, не се поднесуе, ја бегам, ова хормониве. Ама идејата е да ти видиш дека твојата жена не го прави тоа намерно, туку дека незиното тело дава таква реакција. Знаеш што очекува мажот најчесто? Најчесто очекува мажот да се однесува жената така како што се однесуваат мажите. Мажите премолчуваат многу работи. Знаеш што тоа цела емисија посветивме на тоа, нема да плачеш као женче или као девојче, тој стереотип. А сите сме плачеле вака или онака, на крај си признавме вака овде, ама тоа во друштво не се прави и веројатно мажот очекува, тргнам сега малку и од мојот аспект, нели, веројатно очекува, ти мора да премолчиш, знаеш, и да те боли и да имаш проблеми, затоа после и суицидите и се тоа. Да, тоа е тоа. Мојата теза е... Мене лично жените се многу поиздржливи од мажите. Тоа биологијата би требало, некој медицинар би требало тоа да го зборува. Меѓутоа, мојата идеја е да искреираме слободен простор за сите, без разлика кој пол се. Значи, ајде да направиме простор во општеството, секој да има простор да плаче. Знаеш, секој да има простор да тагува, секој да има простор кога се љути. Жена кога се љути плаче. Тоа не е адекватен механизам. Зошто ние жениве ги учиме да бидат хиперсентиментални, а маживе ги учиме да бидат хипер-десензитизирани, без чувства. Што, повторно, и двете екстреми не се добри. Добро, да се надеваме дека ќе промениме нешто, иако ова што го зборуваме ќе биде процес, не може да се случи за пола година, веројатно зборуваме за нешто што би било, има општества го совладале тоа и го практикуваат, меѓутоа 10 на години, не знам 5 години, како и за многу други. Сега да те прашам што е со тоа себесложувалка, бидејќи пака јас како слаб инстаграмџија си не добро информирана. Себесложувалка е психолошко советувалиште, ајде морам така да го категоризирам пошто тоа му е нели примената, меѓутоа во суштина ние сме еден тим на релативно млади психолози и психотерапевти. Јас ја почнав таа идеја во време на ковид, почнав да држам лајв видеа кои што апсолутно немав појма дека ќе завршат во креирање на советувалишта, затоа што многу луѓе така пронедоа други таленти. Затоа што си викам, окей, пандемија е, па ако нешто сум учела, барем да најдам некоја примена, ако гинеме сите, дај барем нешто да се искористи од годиниве потрошени на едукација, меѓутоа тоа прерасна во една идеја за неконвенционално користење на психологијата и всушност една детабуизација на менталното здравје. И тоа е нешто кое што јас пред се како собственичка и основачка на себесложувалка сум голем поборник за тоа. Значи, ајде да ја внесеме психологијата во секојдневие, ајде да нормализираме да зборуваме за емоции, ајде да ни стане навика кога ќе напраша некој како си, да не биде аутопајлот одговор добро сум, него да може да кажам па не сум баш најдобро или имам тежок период. Знаеш, така да веројатно тоа е, да кажам, главниот концепт за себесложувалка е еден хуманистички, длабок хуманистички и народски пристап кон психологијата и упростување на она кое што често пати во јавноста се
некако комплицира. Значи, психологијата е многу едноставна, менталното здравје е многу едноставно, и тоа е нешто кое што треба нас да ни биде подеднакво значено како физичкото здравје. Исто како што го проверуваме едново, значено да го проверуваме и другото. И токму заради тоа и себеслажувалка може да ја најдете на многу места кај што не би мислеле дека ќе ја најдете. Например, ние сме 3 години редовни гости на The Festival, каде што држиме бесплатни консултации со млади. Во склоп на The Festival често пати правиме соработки со бендови, каде што, например, позајмуваме стихови нивни, кои што ги ставаме во некој склоп или контекст на ментално здравје. И на тој начин, уствари... Не сте ни се обратили за сега. А, вие не сте биле на ДФест последните 3 години. Со менеджментот, разбирам. Али не мора да одиме само на ДФест. Идејата е дека, всушност, нашата желба е да се доближиме до народот и да бидеме меѓу народот. Не да стоиме во ординација, во наводници, таму некаде далеку да се криеме позади бирото, туку да дојдеме на терен и да бидеме помеѓу луѓето. Посетете го профилот на себеслужувалка на Инстаграм, ама тука блиску е Ксенија, која што исто така е доста активна на терен и со многу поддржувачи, со многу следбеници, и со многу мотивациони, така да ги наречам, ајде, видеа кратки. Те следам, ја може не лајкам секој, што сум од оние постарите генерации што не лајкаат. Ама пратиш се. Она кој ми види некој, да, тие мене кој ми речат. Не те лајкам брат, ама све те следам што правиш, знаеш, она. И знам имав ти концерт вамо и таму и практично дознаш дека ој дома што не те влегол уште, ама нема врска. Така да те следам и тебе и доста си и упорна и активна и правиш доста и за жените и за девојките во оваа држава, и па и тој психоаспект на, нели, чувствувате се моќно, чувствувате се своји, често такви пораки, што е следно од уметничкиве. Сега и во проекти. април оваа Ајде година да отидеме малку и таму. излезе мојот нов роман, 7-ми роман, кој носи наслов Зад маските. Ќе морам да го читам пак ден пред. Па ќе зборуваме за тоа. Да резервираме. Многу една и така мене при срце приказна. За 4 жени кои спомна бејке, нели, се соочуваат секоја со своји предизвици, и мислам дека многу жени се пронајдоа во оваа книга. Мислам тоа некако ми беше и очекувано, но од еден поинаков аспект, нели, затоа што приказната е малку го покажува она што не е видливо на прв поглед. Така што ете, тоа се случи оваа година. Јас моментално почнувам да работам на нов роман, кој здравје, кога ќе биде готов ќе излезе. Така што да, мислам, креативноста е тука, инспирацијата е присутна. Better Woman, Better World, профилите се присутни Секаде сме присутни. Имаме и нашата мобилна апликација што ја користиме како мрежа за и едно каче каде што се мрежуваме. Може да ја симна, таа е бесплатна апликација, може да ја најдат и во Apple Store и во Google Play Store. BW2 Club, многу лесно ќе ја не најдат и таму можат да си направат профил, и тоа е нашата мрежа, женска мрежа каде што се дружиме и се охрабруваме. Тијана, Ксенија, ви благодарам што бевте дел од овој подкаст. Се надам не ви одземавме многу од овие денешни обврски. Благодарам на поканата. Влета директно во не кежуал издание, што ви рекол самата од еден друг настан. Ксенија, не знам што се бркаш денови, меѓутоа сите сме некако растрчени намо на тому. Ви благодарам што одвоивте време да дојдете во Тивка Врева. Мислам дека има поента да се разговара за овие теми, да и нас мажите малку да не вразумите и да не ги доближите проблемите на жената и состојбата на жената поблиску, и се надам дека ова ќе најде на реакција на позитивна, се надам, пред се. Ќе има и негативни, тоа веќе навикнавме, меѓутоа на позитивна реакција дека ќе се подзамислиме малку повеќе каде живееме, во какво општество, какви улоги имаме и делиме и како да отидеме напред. Ете, тоа е уште едно издание на Тивка Врема, заедно со Тијана, Ксенија. Се надам дека уживавте и да не имаше нешто што не ве прашава, требаше да ве прашаме да кажете. Мислам дека не, доволно е. И се гледаме во следното издание. Тука некаде завршуваме. Поздрав!